Топ тема на ваша страна, добро вечер. Законот за трговија на зелените пазари кој стапи на сила очигледно нема да се применува. Во владеачката коалиција траат консултациите за тоа за колку време тој да се замрзне, но и натаму остануваат дилемите. Дали и како ќе се менува. Ќе останат ли пазарите со празни тезги и зошто се удри по лебот на дел од најранливата категорија граѓани? Што и како треба да се менува во иднина? Ова се само дел од прашањата за моите вечерашни гости. И како што и претходно најавивме, малку полно студио вечерва. Од мојата десна страна, добро вечер за Маја Стојановска-Дашковска, закупец на тезга. Добро вечер. Неби Ергил, исто така закупец на тезга, и Беки Малија, исто така закупец на тезга. Добро вечер и добре дојдовте. А со нас се и Анита Стојановска како представник на Комората на трговци, правен консултант во Комората, и господин Блерим Златко, државен советник во Министерството за економија. Добро вечер за сите. Еве, ќе почнам со вас. Маја, колку години сте закупец на тезга? Па вака, значи, на повеќе пазари сме биле закупци, меѓу другото, еве за конкретно за последниот период, значи 4 години на зелениот пазар во центар сме закупци. Јас конкретно, значи, плаќам 3 тезги, можете да 15.750 денари е сумата што ја плаќам секој месец. Ќе разговараме за деталите околу тоа што е сменето, како е сменето. Што продавате? Продавам зеленчук. Тоа ви е, колку што знам, е своевиден семен бизнес, бидејќи заедно работите со сопругот. Така, работам заедно и со сопругот, значи сопругот ми помага, затоа што јас првенствено сум жена, еден ден си како ќе сакам да основам семејство, нормално е сопругот да биде покрај мене и да ми помага, затоа што ќе постои одреден период од животот кога јас ќе треба да останам дома, ќе мора тој да продолжи, тоа е, значи, така природно. Тезгата ви е единствен избор за... Така, тезгата ни е единствен извор на приходи во моментот и на мене и на мојот сопруг. Ергил, вие? Работам 16 години, закупник сум на тезга на зелен пазар и работам со текстил. Вие, господин Алија? Ние сме 30 години во зелен пазар. Значи, имаме тезга. Се ние од тоа тезга, значи само таму што работиме. А работите со што? Со зеленчук и овошје. И сега, ова беше закон за кој што се очекуваше дека ќе донесе некаков ред, бидејќи делумно се регулираат и прашањата околу вработувањето, здравствената, социјалната заштита, намалување на таа нелојална конкуренција надвор од пазарите, но епилогот е спротивен. Вие протестиравте и не го прифаќате законот. Дали е проблемот само и единствено во лиценците? Не, вака, првично не потекнува проблемот во лиценците. Има многу недостатоци законот. Ние воопшто начално сите тезгаџи ставот е единствен, не се согласуваме со ниту една одредба од законот. И пред да почнеме да дискутираме најнапред на почетокот, да им објаснам на граѓаните и на сите гледачи што не гледаат и не пратат, значи терминот лиценци никаде во законот не се спомнува. Станува збор за термин легитимација, што е сосема нешто поразлично од лиценца. Мислам, јавност има право тоа да го знае, нели? Исто така тоа го должам и на тезгаџиите. Лиценца и легитимација се две различни нешта. Законот, ваков каков што е, предвидува дека ние тезгаџиите треба да поседуваме легитимација. Значи, ова е фактура која што сум ја платила јас према Скопски пазар. Легитимација или лиценца за секоја тезга или за секоја дејност? Стрикно, значи, е конкретизирано во член 11 од законот, кој што е веќе усвоен, затоа што јас го прочитав и голем дел од колегите го прочита. Значи, стои во член 11 дека секој тезгаџија треба да поседува легитимација која што му ја издава Комората на тезгаџи. Значи, легитимација и лиценца не е едно исто. Да. Значи, на оваа фактура, и таму исто во законникот е предвидено,
дека во легитимацијата на секој тезгаджија треба да стои име, презиме и тезга кој што тој ја поседува. Значи, господа, ние веќе тоа го имаме, заради тоа што ние плаќаме фактури спрема Скопски пазар, на кои што имаме напишано јасно име, презиме, наш матичен број, со тоа ние сме се легитимирале. Дури и полиција кога ќе ве застане, ќе ви побара да се легитимирате, вие ќе извадите вашата лична карта, со неја имате, значи, матичен број, ваш име, презиме, на некој начин сте извршиле легитимирање. На оваа фактура, како што можете да видите, значи има мој матичен име, презиме, уште слика да ставам, тоа е малтане еднакво на легитимирање. Зашто и од каде потекнува терминот лиценца и што сакаме со тоа да постигнеме и во која насока се однесе овој закон, тоа е прашање што треба да го одговори некој друг, за кој што јас не сум учала, значи, еве го тука господинот Имаме, ќе ни објаснете, јас сакав прво да ги слушнам вашите ставови, Значи, што е тоа што не ви се допаѓа во законот, односно дали е само проблемот во лиценцата, еве и другите гости. Целосно отфрлен од тезгаджиите. Вака, проблемот во законот. Ние како закупци на Скопски пазар на тезги, значи, не сме ние ослободени како сива економија и диви продавачи, како што не пласираат во јавноста. Значи, ние сме закупници на тезга, кој што на секоја тезга плаќаме ДДВ. Тоа оди во управа за јавни приходи, ДДВ-то. На секоја тезга. Останато. И доаѓа паушален данок, кој што беше 6.000 од управа за јавни приходи, го направија на 9.000. Ние не се побунавме. Значи, си ги плаќаме за секоја паушален данок од 9.000. Ја не знам што уште сакаат од пазарџиите да не оптоварат и да не дополнат други давачки. Затоа што таа тезга, луѓе, не може тоа толку да се извади за да можеме ние сите трошкови да ги покриеме општо. Колку се месечните трошоци, бидејќи во јавноста најголем акцент се стави не само и на трошоците, туку и на фактот што на одредена категорија граѓани, како што се пензионери, приматели на социјална помош, на родителска грижа и така натаму, им се забранува понатаму да работат. Колку е еден месечен трошок за тезга и колку сега овие дополнителни 60 евра за тоа што се нарекува во лиценца, а за волја на вистината во законот е на вистина легитимација, колку тоа го оптеретува, бидејќи тоа е трошок на годишно ниво. Имаме едно прашање. Таа лиценца, тие пари, во кои што, значи, во Македонија има 20.000 тезгаджи. Пута 60 евра, се 1.200.000 евра, луѓе. Значи, таа сума на пари, кај ќе оди? Кој ќе ги зима парите? Зашто ќе ги даваат? Зашто ќе ги трошат? Значи, сума од 1.200.000 евра се во прашање. Не е ова членарина од 100 денари. Сте разговарали со комората, бидејќи комората практично произлезе од поранешното ваше здружение. Таа треба да ве представува вас. Таа комора, као комора, ниту дошла да поразговара со нас, ниту дошла да смени мислене, ниту да не праша нешто. Таа комора, ако е као комора, значи никакво нема дојдено кај нас, ниту да не праша, ниту вака, ништо нема од нас. Значи, сами си ја тераат работата, се прогласиле за комора, тоа беше здружение. Да не заборавиме, не беше комора. Тоа пред 6 месеци си го свртија господинот Екрем на комора и комора стана. Иначе беше тоа здружение на тезгаджи за интересот на тезгаджиите, а не ради личен интерес. Тоа е профит за личен интерес. Пред 10 години бил, да. Значи, здружение беше на тезгаджиите. Така, да. Од здружение прерасна во комора. Прерасна во комора и кој што никој тезгаджиите не ги прашува, он си го гледа само личниот интерес и профитот што ќе си го собере. Тоа не е. Господја Стојановска, како правен консултант во комората, се очекува и според законот и според статутот на комората е дека таа треба да биде всушност представник на пазарџиите, така да ги наречем, или на закупците на тезги. Меѓутоа, наспротив, официјалниот став дека сите стојат зад законот, се случи протести. Тоа не само во Скопје, туку и во други градови. Каде настана проблемот?
Па видете вака, јас сега спротивно од она што се презентира во јавноста за Комората на трговци на Македонија, која што е овластена, има решение за вршење јавни овластувања за имплементација на И е единствената овој и закон. во моментот не се прифаќаат барањата на другите со едно толкување на законот кој што ќе ни го објасни државницот. Значи, јас знам дека конкретно оваа комора има решение за вршење на јавно овластување, за другото Што не треба можам се да ви одземе? одговорам. Видете, пристапот е погрешен. Во основа, комората е основана во 2011 година, значи не е од пред 6 месеци основана, согласно Законот за стопански комори. И основна функција на комората е да ги усогласува, заштитува и штити интересите на своите Што не го направила ниту еднаш членови. до сега. Да се случајно пак ќе реагираат. Видете, со доделувањето на јавното овластување, токму сега комората се впушта, значи, во оваа своја задача и цел да ги заштити трговците на зелените пазари. Тоа е задача и по закон, и по статут, е обврзана да ги штити интересите на трговците на зелените пазари. Во јавноста некако негативно, да речам, е негативен ставот кон комората, кој наспроти, тоа комората ги прави сите напори за подобрување на условите на пазарите и на трговците на зелените пазари. Но еве трговците не ве сака. Велат дека цената од 60 евра е преголема. Поставуваат оправдани прашања. Еве, ако е точна таа сума дека ќе се соберат 1.200.000 евра, каде ќе одат и зашто тие пари? Точно е дека се работи за легитимација, не за лиценца. Терминот е легитимација, која што законот го дефинира како јавна исправа. Значи тоа е јавна исправа која комората ја издава заради вршење на дејноста на трговец на зелен пазар. Сега. Понатаму, одредбите од законот, поточно, член 9 од законот, вика дека за издавање на оваа легитимација, став 5, се плаќа на доместок, чија висина се определува врз основа на реални пресметани трошоци. Од каде произлезе сумата, односно цената од 60 евра или 3690 денари. Во оваа сума, значи, се опфатени трошоците кои што одат кон централен регистар како административна давачка трошок, како и решението, значи за на решението имаме административна такса кон државата во износ од 600 денари, кои пари одат во буџетот на Република Македонија. Со оглед дека функцијата е основана да врши комората, е основана да врши, тоест има добиено решение за вршење на јавни овластувања, таа има своји задачи и обврски. Во спроведувањето на задачите и обврските, комората мора да се финансира од некаде. Значи, овие пари не одат во ничив джеп, како што ги пресметуваат, него тие се за извршување на задачите на комората, кои согласно законот, да речеме, за финансирањето на комората, еден од начините е надоместокот за извршени услуги од јавните овластувања. Значи, комората не може да ги земе овие пари за себе. Мислам, сосема е погрешно поставено прашањето. Во суштина комората е непрофитна организација. Точно така. Значи, таа не е профитна. 1.200.000 евра, кај ќе се трошат? Само, извинете, вака. Видете да ви кажам. Само дозволете ми да додадам. Значи, комората во остварувањето на целите задачите прво ангажира човечки ресурси. Ве молам, значи, тука влегуваат просторија, да ќе ви дадам збор. Значи, просториите, сето тоа плати на коморџите. Натаму, меѓутоа, проблемот е што? Овие луѓе вас не ве чувствуваат и не ве признаваат како официјални репрезенти. Затоа што беа здружение, а си ја свртија работата како комора. Само малку, сакам една реплика на господјата, затоа што кажавте дека комората ги штити интересите на тезгаџиите. Значи, јас се чувствувам должна да кажам со што се соочуваат тезгаџиите во изминатите години и да ми кажете каде помогнал вашиот клиент во тој сектор.
Значи, ние имаме проблем. Се случува во зимниот период, значи, да немаме струја. Осигурачите ќе паднат. Вие во претходниот период, наназад со години, на сите тезгаджи, вашиот клиент собирал по 100 денари од тезга. Што направивте со тие пари? Пред известен период ни се случија исто кога беа поплавите. Значи, без малку се наполни пазарот со вода. Зошто вие, како комора или здружение предходно, што направивте со тие средства? Дали сте свесни дека ние, како тезгаджи, наназад постоел период кога сами од дома сме носеле собствен материјал, за да ги затрупаме дупките во кои што сме стоеле? Зошто вие, ако сте мислеле добро за нас, тезгаджиите, не сте искочале барем еднаш на терен да видите со што се соочуваме ние, па да извршите влијание? Зошто сметате дека ние сега имаме потреба да ви довериме на вас доверба, да ви дадеме, за вие да измените нешто во иднина? Кога вие досега 15-20 години ништо не сте направиле за нас. Вие не заслужувате, немате легитимитет. Што се однесува до мене, значи, што се однесува до мене. Јас верувам дека власта била премногу зафатена затоа што решавала национални интереси и гледала за добро на државата. Меѓутоа, кога малку повеќе би се занимавала со вас како комора, сметам дека сте заслужиле да ви ја одземе надлежноста. Сте заслужиле. Коментар? Видете вака. Јас сум овдека пред се да ги објаснам правниот аспект на законот. Да. Тоа е правниот. А не. Значи, имплементацијата на законот и моментот од кога оваа комора доби јавно овластување да ја врши решение, да врши јавно овластување. А во минатото, парите од минатото каде се? Каде се средствата по однос на парите од минатото, јас нити знам дали се собирани, нити кој ги собирал, господинот ќе каже. Нити можам да ви одговорам на прашањето и не знам дали така било. Требало да ве подготват, господин. Најдобро господинот додек да дојдеше, па да се соочи со нас директно. Така. Добро, ќе се соочите на друго место, меѓутоа еве сега е господјата колку може ќе одговори тука. Господине Златко, факт е дека се разговара во собранието за мораториум на законот, меѓутоа она што е специфично е исто така дека впечатокот во јавноста дека Министерството за економија како да е незаинтересирано да одговори на директните барања, бидејќи постојано одговорноста околу мораториум или евентуални измени ја префрлате како Министерство на собранието. Ние сме биле сведоци за многу закони за кои што директните измени произлегувале и од самите министерства ресори. Закони се менуваат по итна постапка за час-два. Зошто таква позиција на Министерството? Дозволете, знаете, веќе во јавноста се знае дека овој закон е донесен од група на пратеници и тоа по иницијатива, морам да кажам, на Комората на трговците на Македонија. Таа комора, дозволите еден бекграунд да си направам на таа комора. Веќе господата кога веќе работат 15 и 30 години од тезгите, младата господја веќе 5 години, знаат, тогаш не преку комора, туку преку здруженијето, но за истите луѓе се работеше, ги бранеа ставовите нивни во минатата власт за невоведување на фискални каси во пазарите. Точно. И тоа мислам дека е голем успех што они го направија према вас. Ние си ги купивме фискалните. Значи, донесовме договор во тоа време до влез на Европска Унија. Да, тој дел е познат. Да. Меѓутоа сега од тогаш до пред донесување на законот, ова комора ние не сме имале сознание, значи во Министерството за економија, очигледно дека работела и понатаму за да постигне својата цел и еве преку пратениците успеало да подготви, односно и да инициира закон за да го донесе истиот, кој што ќе регулира, значи, тргувањето на пазарите и правата на трговците на зелени пазари.
Да, еве за јавноста, официјални предлагачи на законот се Еју Белими, Петре Шилегов, Весел Мемеди и Артан Груби, но таа историја е сега небитна. Вие сте Министерство за економија, кое што Собранието ви донел закон, и вие како извршна власт треба да го спроведувате со сите носење на сите подзаконски акти и сите. Се извинувам, прво сите правилници што произлегуваат од страна на законот се подготвени, спремни и во основа на тоа веќе и Комората на трговци на Македонија и добија јавни овластувања. Тоа што сакам да кажам е дека најбитно од се веќе разговараме тука 10-15 минути, не се спомнува фактот дека со законот се регулира плаќањето на придонесите, здравствените, социјалните и пензионските осигурувања на трговците на зелени пазари, што е многу значено за нив. Дали тоа став на Министерството дека ова е добар закон и дека вие не би го менувале доколку тоа е прво. Второ, остане на одлука ваша. Второ, тоа што сакам да ви кажам, дека легитимацијата има две значени моменти. Првото е према нив самите, за да се легитимираат внатре на пазарот кој што да не влегува или излегува некој што не му е местото на пазарот. Значи, второ е дека таа легитимација ќе служи као гаранција, као доказ према купувачот, дека купува од регистриран трговец на зелен пазар. Ова е тој одбранбен систем, значи, кој што ние сакавме да го уведеме и да се знае дека во зелените пазари нема да има повеќе сива економија. И фактичи со овој закон сивата економија се сведува на нула. Може реплика. На секаде во сива економија во рамките на пазарите не би требало да има и сега, бидејќи врз основа на закупнината се испраќаат известувања до УЈП и врз основа на тоа УЈП наплаќа паушален данок. Да, и за тоа ќе ви одговорам. Истата процедура и сега. Тоа што го прави организаторот на пазарот, сега ќе треба да го прави Комората. Така и за тоа ќе ви одговорам. Меѓутоа Комората нема пазар. Значи мене ми е жал што на оваа емисија многу значајна не има представник од организаторите на пазарите, кој што на некој начин сева ова, да кажам, непрактикување, неимплементирање на законот, го почна. И не сакам во нивно неприсуство, не сакам во нивно неприсуство се извинувам. Го спомнавте и претходно тоа, меѓутоа знаете дека во цела Македонија организатор на пазар има само во Скопје и во Гостивар. Во останатите општини пазарите ги организираат општини. Слушате ме. Тоа што сакам да ви кажам е дека значи не сакам во нивно неприсуство да кажам работи зашто или дали е така или не е така, дали сивата економија сега во моментот е во нула стапка. Значи, но, добро, алудирате на Скопски пазар, еве немаме представник од Скопски пазар, но јас ви возвраќам со контрапрашање. Нема смисла да зборуваме за тоа. Организатор на пазар. Така. Како што е компанијата Скопски пазар, имате само во Скопје и во Гостивар. Ниту во еден друг град во Македонија. Останатите пазари ги регулираат општините. Ако вие обвинувањата за сива економија и постоење на сива економија сега, индиректно ги насочувате кон организаторите или во Скопје кон Скопски пазар, значи во другите градови ги насочувате кон државни институции, кон општините. Јас сакам реплика, се извинувам. За господинот контекстот да не го тоа се државни институции. Се сомневате и во нив? Зашто не? Сива економија, кога збориме за сива економија, како што вие можете во моментот, јас не можам да штитам никого, меѓутоа кажувате дека во пазарот постои сива економија.
Јас можам да кажам исто дека кај вас постои сива економија. Зашто? Затоа што јас сум закупец на 3 тезги, вие сте ми изготвиле за оваа година даночно решение со кое што, еднаш, 2 пати, 3 пати сте ми оданочиле. Значи, јас како еден човек со единствен матичен број сум добила од страна на државата, значи 3 даночни решенија посебно. Не сметате како сива економија? Пошто сум јас сива економија, значи не само јас, туку и сите колеги во моментов што ги јас тука застапувам. Пошто мене некој ме избрал, стои зад мене некој, не сум дошла тука по своја волја, нели? Исто сивата економија да ви каже дека секој месец од секоја платена тезга, јас како сива економија уплаќам 800 денари во буџетот на Република Македонија, значи само од една тезга. Да не станува збор тука за паркинг, значи кој што секој ден го плаќам за да влезам до своето работно место, уплаќам ДДВ. Каде гледате вие во мене сива економија? Само на зелените пазари. И уште нешто. Каде, дозволете, ве сослушав. Значи, каде гледате вие во договорот, ве гледам, значи, тука присутни со функција, предпоставам сте го прочитале договорот. Каде во договорот, значи, прочитавте дека еден пазарџија има било какво право? Дали, кога луѓе од вашите редови кажуваат дека ова досега не го виделе, не виделе договор кој што поседува исклучиво правила, меѓутоа никакви права за тезгаџиите. Зборувам тука во име на сите пазарџии, значи од целата држава. Како можете да изготвите закон во кој што ние ќе немаме никакви права, исклучиво обврски? Ние и досега имавме обврски. Поради тоа ве замолувам уште еднаш, во името на сите пазарџии од целата држава, пропустот е направен да го повлечете законот назад, значи назад, затоа што верувам дека има разумни луѓе кои што, кај кажам уште еднаш, во моментов биле зафатени со други работни задачи и не можеле да обрнат доволно внимание за какви пропусти се веќе направени. Да се повлече законот назад. Тоа е еден и единствен став на сите пазарџи. Затоа што со сите ваши, значи, одредби од законот, тотално погрешни и во погрешни насоки наносите и нас како пазарџи, меѓутоа морам да кажам и муштериите, значи, и граѓаните на оваа држава. Таа комора што го поднела тој закон, погрешно ве навела за да барате нешто што го нема сива економија и било што. А зашто работите не ги свртиме да ја гледаме позитивната страна на законот? Која позитивна страна? Која позитивна страна? Не гледаме ние позитивна страна. Не ние за вас. Вие сте представник. Јас ви кажувам за законот. Значи сега ние го гледаме законот. Јас слободно можам да кажам дека сте дошле, не сте го ни прочитале законот. Тоа е ваше видување. Вие сте дошле што ви информисале толку. Како можете да разговарате за лиценци? Прво да му дозволиме на господинот Златко да одговори, па потоа... Значи, кога спомнав сива економија, ја не мислев дека сите тоа е пропуст. трговци на зелени... да се слушуваме сега. Значи, уште да се повторам. Значи, кога зборував за сива економија, не мислев дека сите трговци на зелени пазари се работат на сива економија. Таму работа. Насочено е код нас и спрема нас ова. Не е ова насочено. Не реков воопшто дека вие сте тие кои што работите. Ние сме тие закупци на тезгите. Не се ова други луѓе. Апсолутно. Не дозволувам да ме надвригате. Зборот беше упатен кон организаторите на пазари. Тие креират сива економија. Не вие, не сте вие тие што работите во сивата. Они, јас затоа реков, бидејќи нема тука представник на организаторите, не сакам да навлезам во... На кој начин? Сепак сте државен советник и овие зборови се претешки. На кој начин организаторите на пазар креираат сива економија? Да беа они тука, ќе имавме дебата со меѓутоа, бидејќи не се тука, не, мислам дека Конституцијата ви дава тежина на обвинувањата и за тоа ве прашам. Не коректно тоа да кажам, меѓутоа јас сакам, значи тоа, бидејќи они се навредоа од тоа што го кажа, мислам дека погрешно сватија, дека не беше интенцијата таа воопшто. Али проблемот е до тезгаџиите, не е проблемот до Скопски пазар или останатите изнемувачи на тезги. Ова е прво, второ, јас се уште за тезгаџиите, не на пазарот. Еве се уште навистина веќе неколку минути зборуваме, не гледам
не гледам вие дека имате некој проблем со законот. Само се решиле дека законот е лош и ништо друго. Кажете во која насока законот е лош. Вие кажувате за лиценцата и што друго? Јас ќе ви одговорам. Ако е за лиценцата, тука вие Комората за трговци на Македонија може да се договорите со нив. Дали ќе биде 60 евра, дали 20 евра. Ви кажам, јас се извинувам да завршам. Господјата ви кажа дека, сега не ви кажа точно, од 60 евра што се планирани за лиценцата, 35 евра одат само за регистрација на вас во Централен регистар. Ние сме регистрирани. Се извинувам. 25 кај сте регистрирани? Значи, Па еве сте на оданчиле. 47,89 значи ова е 47,89. Ова се фактот докажани. Не, видете сега, ајде да се слушаме за да биде на јавноста јасно. Да биде јасно. Па да биде јасно, еве регистрацијата, 3 пати сте ме регистрирале со еден матичен број. Вие, господи, како што се како трговец, продавач на тезга. Значи по службена во Централен регистар се регистрирани. Значи, вие дозволете ми за да ја појаснам на јавноста, значи имам право и на сите тезгаџи и на целата јавност. Значи, вие автоматски кога сте ги добиле моите податоци, значи пазарот, штом ги добил моите податоци, по службена должност изготвил решение до вас дека јас како закупец на тезга сте ме регистрирале во како еве ги како не е вистина. Вие сте склучиле договор со Скопски пазар. Па да, еве сега ќе ви прочитам, значи да видите дека сме регистрирани. Послушате ме вие. Закупецот го издава, па ве молам, 47,89 продажба на земјоделски производи. Значи еве е мојата регистрација. Тоа ви е договор за закуп. Ама господја, ова е доставено од каде потекнува решението за данок? Од каде потекнува решението? Иската на овој закон кој што никој не сака да ја слушна, тоа го работат од Ајде да видиме што е разликата, јас го имам. Да почнеме дел по дел, да видиме што е разликата и да свати јавноста. Еве, тука пишува решение за утврдување на акотација на данок на доход за паушално утврден приход од вршење на дејност на тезги на зелени пазари. И сега, која е разликата, дали таа регистрација ќе биде направена пред општината, која што го организира пазарот или закупецот или ова и ова што сега го има во закон. Значи, дел по дел да ги разјасниме. Законот предвидува 3 начина на регистрација на трговците на зелени пазар. Првиот начин е на сите тие што не се никаде регистрирани да се регистрираат при Комората на трговци на Македонија. А тие се во безброј. Вториот начин се тие што се веќе регистрирани во Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство како лица кои што имат земјоделско земјиште. А кој ќе остане на пазар да продава? И третите трговци поединци регистрирани во Централниот регистар. Така, ќе правиме зграда, значи. Разбрахте? Треба јавноста да знае. Значи, сега да не кажувам проценти, меѓутоа голем процент од лицата кои што продаваат на зелени пазари се нерегистрирани лица. Значи, не зборуваме за трговците поединци кои се во број, не зборуваме нити за индивидуалните земјоделци кои се регистрирани при Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, туку зборуваме за грото од лицата кои што се нерегистрирани, но склучуваат договор со организаторите на пазар за вршење на пазар, за вршење на трговија на зелен пазар. И врз основа на тој договор склучен, така, тие плаќаат данок на државата. Но не плаќаат придониси. Не разбирате, со регистрација. За овој данок значи ги извадиле 40 души на вас. Затоа што вие кога ќе извадите од бројката, значи, на закупци, луѓето што се невработени, нели?
Луѓето, како каже господинот, што не плаќаат ништо. Знаете кој ќе остане? Само пензионерите, затоа што тие веќе дозволете, затоа што тие веќе па нема да останат. Вие целта е да не останете никој да не остане. Или скопски пазар да ги затвори вратите. Најверојатно имате планирано нешто на истото место. По тие услови како што ги поставате скопски пазар, ќе треба да ги затвори вратите. Затоа што вие сакате никој да не работи на пазар. Госпоѓа Стојановска, вие велите дека ајде да се... Не ве сваќам, што е проблемот да се регистрирате при комората на... Не ни треба на нас комора. Затоа што таа комора ниту еднаш раз не ни излегла, ниту да не... Без разлика дали е така или така, значи вие треба да се регистрирате. Дали во комората, дали во централниот регистар. Еве ми фактура од закупецот. Вие сега инсистирате на работи кои што навистина нема смисла сега на телевизија да ги кажувате. Па јас ви кажувам дека не е така, вие упорно инсистирате дека е така. Докази јас ви кажувам. Сум платила решение данашно спрема државата. И двајцата колеги, и вашите двајца колеги. Сакате вие трета гранка каде што јас на трето место треба да плаќам за вас. Значи вие имате држава и платинската придржка од законот да им ја кажеме на граѓаните. Повторно значи засегнатите трговци на зелени пазари. Кој ќе остари придобивкото? Само да ги слушате. Вие ќе остварите. Вие плаќате придоноси? Не плаќам придоноси. Не сакате вие да имате еден ден пензија? Да платите. Не сакате вие. Нема можност Ако не сакате вие, он ќе сака. Ако сака он има друг Со 2000 денари од придонеси за да плаќаме, извини маја. 2000 денари за придонеси. Разбирате, суштината, они не ја сваќаат суштината на закон. Слушајте ме, 2000 денари за придонеси. Со 2000 денари каква пензија јас ќе имам? Луѓе, објаснете ми. Каква? Минимална. Ајде, вас да дадете господја минимална пензија. Ама вака ќе немате никаква господја. А подобро никаква, не ми треба таква пензија. Разбирате сега, разбирате сега. Немам никакви услови. Господја, да ви кажам Може јас. да ми дозволите да се доискажам? Не, само да ви кажам една информација. Ние сме 25.000 тезгаджи. Јас овдека стојам позади 25.000 тезгаджи. По 4 члена од секое семејство. Дали мислите дека нашата бројка е за занемарување? Не, апсолутно не. Значи, немојте да се играте со сиромаштијата. Не е сиромаштија. Сиромаштија. Немојте да се играте со сиромаштијата. Немојте законот да го презентирате по инаку како што е. Тотална грешка. Тотална грешка. Во име на народот. Па водителки ни дозволите ли да? Во име на народот, ќе ве замолам да го повлечете законот. Добро, а да се сослушаме сега и да видиме што е тоа што вие сметате дека е придобивка, бидејќи очигледно никој во моментов не гледа придобивка, а после ќе ве прашаме околу проблемот со пензионерите, зошто не би можеле да продаваат на тезга, например, а може да бидат советници на председател, советници на премиер, членови во надзорни управни одбори, а не може да продаваат на пазар и да се платат данок за тоа што ќе го сработат и одработат таму. Повелите прво со вашите толкувања на придобивките кои што очигледно не допираат до тие за кои што се наменети, а тоа е најголем проблем. Кога наводни и реални или нереални придобивки не стигаат до тие за кои што се наменети, па останува законот само за институциите и за... Затоа и треба да им го доближиме и јас си сметам дека тоа е целта на оваа дебата, да пошироката народна маса, значи и поточно еве, не пошироката, него засегнатата категорија, трговци на зелени пазари, го ја свати придобивката од овој закон. Зборуваме ваков каков што е донесен на правна сила. Значи, не збориме сега што било, како било, што ќе биде. Овој закон каков што е, нема да се спроведува. Тоа е јасно премолчан договор е направен, нема да се спроведува. Утре ќе го замрзнат, но ајде да видиме кој. Видете сега. Тоа не знам, тоа си има надлежност, има законодавци, ќе си мислат за тоа. Само што решаваат. Видете сега, овде се ставени во рамките на законот една категорија која што долго време, да речам, беше правно нерегулирана. Тоа се луѓе кои што со години продаваат на пазарите, еве како што се овдека спроти по 15, по 20 години, немаат еден ден стаж на пензиско и здравствено осигурување. А до сега зашто не го решевте тоа? Бевте каде бевте до сега? Се избинувам да се... Оваа борба се води 10 години, значи. Оваа борба се води подолго од 10 години. Кога прво сакаше да им се наметне фискализацијата, а се дојде до ова решение, да на овој начин, преку овој систем, со овој закон,
се стават во рамките, но да бидат повластени. За разлика од другите вршители на дејности, трговците на зелени пазари од овој закон, од одредбите на овој закон произлегува дека се ставени во повластената категорија на индивидуални земјоделци. Значи, тие, согласно овој закон, ќе плаќаат за придонеси задолжително. Како не ви е срам, Се извинувам, само Не да ми е се срам, јас го действи. читам категорија на граѓани што работи на минус 23 степени на плюс 45. Повластени сме ние. Добро, Како не се условите- срамите пред целата македонска јавност, пред сите граѓани, албанци, македонци, роми, сите заедно сме седнати на иста маса, вие ни кажувате дека ние сме повластени. Јас ја Тоа е Извинувам, само срамота, да се- значи. Јас само ја да- читам срамота. одредбата. Тоа е Спремаме срамно, законот, значи. тој закон Јас не е го читам член 47 читате? од законот Зашто и сме ние единствено тука? за тоа зборувам. Надвор од законот не можам да зборувам. Значи, законите се да се Вие ни за спроведуваат, законот не толкуваат можете и да разговараат. зборувате, заради тоа што ќе ви кажам, во законот стои легитимација, а вие дојдовте на тема која што е закажана за доделување лиценци. Драга господја, значи, Ве молам, дозволете ми, јас ве ќе ви сослушав. дозволиме, значи, Не ве навредив, терминот не е лиценца навреда. не го употребив Па не е еднаш, лиценца. дозволете ми, јас... Значи, зашто не Вие што реагиравте сте вие? представник на лиценца, тој зашто не реагиравте господин, дека таков он ми термин е викаше и измислен? мафташе, лиценцирајте Зошто не? се. Така. Јавно Зошто не излегуваше. реагиравте дека терминот лиценца е воведен само колку ние, како обични луѓе да бидеме изманипулирани да остварите? не се сложувам со Точно тоа. Јас се затоа што сложувам ва- и колегата тој и човек сите што го го дозволете представува, да се вие бавите маскаше, Што Вие ме лиценцирајте се. нападнавте. Како да ви Дозволете, дозволите? Да не газите легитимација со не сама. спорно е. Значи, Па нековме спорно дека е, е легитимација. спорно. Терминолошки кој како го употребувал по Вие не телевизијата нападнавте, законот. Господинот Немојте. Додек Јас не излезе и знам. викаше Само легитимирајте да молам се. да ја сослушаме на вистина и другата страна. На Значи, кој начин ќе страна. се остварува тоа право на пензијско и здравствено осигурување, односно на кој начин ќе треба да ги уплаќаат тие средства? Значи, тие ќе се пресметуваат Кај согласно него джеп. категоријата за индивидуални земјоделци. Како и до сега. Значи, индивидуалните земјоделци, а тие општо во државата се рачунаат како повластена категорија. комора, во джеп. Зборувам за индивидуалните земјоделци. И овдека е издаден модул кој што јас така ги читам одредбите од законот. Така пишува. А не сме додели е само своето за вас. толкување. Се извинувам. Како само јас така ги разбирам. Се извинувам, Маја, да ја сослушам и Па јас господјата, нема да ќе дебатирам одговори. повеќе, мислам, стварно нема На кој смисла начин сега- ќе се уплаќаат тие средства? Значи, вака, комората ќе ги изработува декларациите за плата, за придонеси, тоа се извинувам. Значи, трговците по зелени пазари нема класично како другите облици на трговски друштва, кои што вршат дејност да ангажира сметководител, да изготвува плата и така натаму. Сега цел тој систем на уплаќање на изработка на придонеси ќе ги прави комората. Значи, комората ќе ги изработува, они ќе ги уплаќаат. Кај не за во джеп. Што сме правили не до може сега? да бидат кај не за во А чеп, до сега затоа што каде се биле? овие придонеси за задолжително пензиско и Задолжително. Па социјално задолжително 100 осигурување. денари сме ви давале, па што сте направиле со тие 100 Мене денари? не сте ми давале. Па добро, на ве вашиот молам. клиент што ве најднал да ве дојдете молам, тук. Не знам Па, дали сте давале. Еве, Ве значи молам да сме се давале. држиме на темата. Ама Това на Да, рака, да, сега да, криминал. да, Ама дали ги збориме сега, дали разговараме за позитивните страни на Кои се законот? позитивните Па еве страни? ви Сме ви ги кажувам. собрале парите до сега, ништо не сте направиле Неките за да ги нас. слушнете. Дали, Па дали нема сметате, позитивно. дали Нема сметате позитивно. дека Дозволете уште да се доискажам дека јас сметам дека е позитивно што да речеме сите овие луѓе кои што со години работат по пазарите по тешки услови како што и самите кажуваат, Се би привилегирани. на крајот ќе си остварат право на пензија, што не е мала работа. Значи, Колкава Ние пензија? од вас, господјо комора на господинот Дулек, ниту сме имале некаков бенефит. Ама ова ниту не е во бенефит од еднина. комората. Ама вие сте Ова е го бенефит скроиле. кој го дава Господја, државата. Значи, ние разговаравме со координаторите на групите пратенички. Сите го посочија господинот Долек дека предлог законот е донесен и изготвен од страна на него. Што значи дека Никој не е не може прашан од господин нас. што не работи на теска и нема платено една фактура да изготви закон кој што ќе важи за тезгаџиите. А не сме прашани во Тоа е ништо ставот ние. на тезгаџиите. Јас сум дојдена само да ви го пренесам. Закон кој што го напишал господин од канцеларија не може да важи за работник што Ако работи вие на не минус мислите 20 повише на плюс нас, 45. тезгаџиите, За жал, што седат истина е луѓето тоа. на фотеля, фала ви на тоа. Маја, Неби и Беким, дали во моментот имате ова пензиско и здравствено осигурување, колку на вистина тоа би ви значело? Значи, ако ние би сакале пензиско и здравствено осигурување, ние сами ќе си го најдеме чарето, ќе си одиме на друго место, кај што можеме да си платиме и за да си обствариме за пензиско Ако би имале пари, осигурање. нормално. А не би дошле на пазар ние.
па друг некој да ми мисли за законот дали јас имам пензиско или немам. Така. Нема потреба Или друг има- да ми мисли, јас сум свесен за своето колеги, дали значи, што можам можат да или се не одвојат, можам. има Значи колеги, има луѓе се кои што плаќаат. можат и си го Меѓутоа, зашто да не овозможуваат тоа обврзуваш? право. Кога ништо А не не ми даваш, некој зашто друг да од ме 2000 да ми обврзуваш? наметнува Не. на мене пензиско и здравствено. Ништо не Или ми да го даваш. тргне само од завод за вработување, ја намаливме невработеноста со 20.000 тезгаджи. Тоа ли сакаат рейтингот да си го направат луѓето? На наш А грб? не ли мислите На дека е наш добро? грб. Не е добро, Да се оној што намали сака. Вие да имате се, Оној ние што ништо. сака, Нали ние е не тоа сме добро, невработени. господи? Ама не е така. Зашто ги- И па еве Ние господи, не јас сме да ви невработени. кажам. Ние не бараме еве, јас работа само во да ви Завод за покажам. вработување. Зошто ги извртувате работите Ова е сега? мојата Извртуваме диплома. работите. Презентирате Не, поинаку. немојте ве молам. Ова е мојата диплома од факултет. Дали вие сметате дека вие заслужувате да работите државна работа, јас не заслужувам да работам и дека згора на тоа јас треба да уплатам пари дополнителни во касата на државата, за да можете вие комотно да живеете, јас да немам ни за пристоен живот и да извадам згора на се лиценца за продавање компири. Тоа е срамно, господи. Ако дојдовте до тие пари, значи, од сиромаштијата, онда јас не знам што понатака да кажам. Ние сме 25.000 тезгаджи. Мирни, немавме потреба да излеземе ни некни на улица, вие не приморавте. Значи, вие имаме толку давачки, значи, спрема државата, плаќаме. И секогаш сме биле мирни. Секогаш, значи. Ниту една, не знам, неправилност не направил ниту еден тезгаджа. Пристојно си обувуваме нашата работа. Ве молиме, кога веќе ништо не ни помагате, да не спречувате, да не правите социјални случаи и да најдеме место на улиците. Значи, зошто? Сме нашле достоинствено парче на леп, оставете не да си ја вршиме работата. Ако не сакате да ни спречите? помогнете, бидете вие тие што ќе се откажете од вашиот комодитет. Па платете за нас 1500 денари, за мене, за мојот колега и за 25.000 тезгаджи. Добро, тоа е 1500 веројатно денари. прашање упатено кон Така. државниот советник, односно вие барате откажете се. субвенционирање на придонесите. Да, со право, затоа што тие имаат се, ние немаме ништо. А и ние сме гласачи. Ако не ги и ние сме слушнат ги нашите бирали. права, Нели? значи ќе се излеземе, ќе ги затвориме вратите на Скопски пазар, Зошто ќе да има излеземе некој на се, платото некој да надвор нема и ќе ништо? си продаваме како Која е сите таа- останати диви што се околу. Едно ме интересира, една легитимација за една тезка или? Значи го направи. Вака, кога Сите ги комората извадам носеше одлука 50 души како на да се Само како да се плаќа на појасниме. доместокот за легитимацијата, појде од тоа дека не е исто и треба да биде нели да води сметка за интересите на сите пазарџи. И за тие што имаат една тезга и за тие што имаат три тезги. Значи неправедно е да речеме Дали е една легитимација за една тезка? Тоа ме интересува. Да. во една легитимација Да, се една завршуваат тезга. сите тезги кои што Што продаваат. правиме? Бидејќи сега говориме, а не е фер да зборуваме единствено за Скопје, за Буњаковец, за Зелен пазар, за пазарчето, аеродром и така натаму. Што правиме со трговците? Еве, например, во многу градови во Македонија нема постојано пазар. Има например, во Гевгелие пазарен ден. четврток, во Штипе вторник, во Радовише. Што правиме со тие луѓе кои што одат и продаваат на различни пазари? Колку ли легитимации ќе треба да Една. извади како една? Тие се викаат мобилни трговци на зелени пазари, кои што продаваат по пазарите. Значи, Кај ги има по кој член од законот? тие традиционално, значи нема во Не одредби. збориме за традиционално, Па традиционално за и пазарите забрана, за биле проведување. нефискализирани, Па, сега ви Како кажувам. може за во Скопје да се бара 3, а за овој мобилна категорија, кај ја има таа, кој ја измисли? Видете, висината Мобилната, на од лиценцата класа. е иста, тие Од класа е постојат. таа. Тие постојат. Ама кој ја измисли таа категорија? Комората? Комората, господина Долек. Кој ја измисли таа категорија мобилна? Јас Интересот на парите што сака да ги Това е лапне. смешно, смешки. Крупна дилема во законот, што ќе се случува со тие луѓе кои што одат по Добро е повеќе што градови. лидерите не Ако ги се следи слушаат, оваа тоа е логика, многу корисно. се извинувам, ако се следи оваа логика која што вие сега ја објаснувате и ако дословно се следи законот, значи ако е принципот фер за секоја тезга, значи истото правило треба да се применува и за тие луѓе. Се применува, истото е. Сослушајте ме, значи токму во таа насока и
и работата на комората, значи, овие прашања, као од овој тип што вие го поставивте сега, веројатно ќе се јават и други во текот на работењето, нормално, како во чекайте сега, јас имам 3 тезги во Пазарче, во Скопје, плаќам на 3 по 6, 3 пати данот ќе Не се платиш? 3 по 6. Како? не 3 се. по 6, 2 по 40. Не сте го прочитале така? закон. Првата е 60 евра, Втората е 40. секоја наредна е по 40 Па значи 3 евра. лиценци се И- тоа. Тоа е една Тоа се 160. лиценца. Тоа се Една 160. лиценца во Не која може се впишува 60 и 160 вкупниот исто број да биде. На тезги вкупниот со број на 3 тезги. надоместоци. Имаме луѓе што имаат една тезга на пазарот, имаме луѓе што имаат 3 тезги на пазарот. Добро. Значи не може да плаќаат иста висина, тоа логично произлегува на легитимацијата. Добро, јас сум од оние мобилните. Колку Добро. јас треба да ви Еве платам вака, за како ќе се договориш? легитимација? Вака, не е како ќе се договориш, тоа Каде е во определено. законот за тие Значи мобилни? вака, Не, тие во работи законот се го нема. регулираат и со правилници на комората, да речам. Кои што Така Комората баш не може поради тоа, да колку регулира ќе се нешто што не е договориш, тоа е предвидено во тоа. закон. видете, може да регулира. Дај Може се парите заложат и за терај, правото брат. на да се Добро, може. и ако Дај ги ако јас парите и шетам можеш по да градовите, Дозволете ми да докато кажам, шетам ако по шетате по градовите, градовите. колку ќе Добро, треба што да ме платам? дирите, не ги Ќе ви слушам. одговорам. Ќе ви одговорам ако шетате по градовите. Обично се тоа трговци кои што одат во пазарни денови. Во ред. Денеска Тие продава се на пазарен кажете ми ден. колку ќе треба да Струга, платам исто за како тоа. и овие другите. Да речеме оди во пазарен ден после во Крива Паланка во пазарот, вторник и петок кој е, во Гостивар иде во четврток, значи они немаат постојан пазар. Него одат по пазарите во пазарните денови. И како вие ќе контролирате во Крива Паланка на колку тезги ќе продава, а во Прилеп на А не колку можете да тезги ќе дојдете еден продава? ден на пазар Епа, да видите тоа дека треба да се уреди, значи тоа е моментот што треба да се уреди, што тука немаме колку, представник. господи, работници вие од треба да организаторот, располагате? значи на Затоа се на тие милиони пазарите, 250.000. на пазарите, каде што ќе се уреди, каде што пазарот ќе дава информација, конкретниот трговец на зелен пазар, со кои тезги располага, односно за кои тезги плаќа закуп. И врз основа на тоа комората ќе издаде лиценца, односно легитимација. Значи ќе издаде легитимација врз основа на тоа кој што ќе го издаде пазарот. Значи доказ за кои тезги закупецот склучил. Исто е, начинот е ист. Исто, во легитимацијата ќе пишува број на тезга таму со тоа што ќе биде напишан. На себе ни е легитимација. Со тоа што ќе биде напишан. Ова е легитимација. Пазарот и денот во кој оди на тој пазар. Значи денот во кој оди на конкретниот пазар. Господине Златко, бидејќи очигледно и ставот од она што и досега го говореше министерот, споменав веќе еднаш дека споменав на почетокот дека впечаток е дека вие се согласувате со содржината на овој закон. Можете ли да ми кажете која е разликата помеѓу пензионер, советник на председател или на премиер и член на управен одбор или на надзорен одбор и пензионер кој што излегол на тезга да заработи денар за да го надополни Затоа што не може да семеен обстане со буџет таа и пензија. зошто Да, има, едниот нема да излезе. може, а другиот не може. Значи, не само кажете ги пензионерите, туку и другите категории наведени во законот не смеат да бидат трговци на зелени пазари затоа што со други закони е дефинирана ова категорија. Сега вие поставате прашање. Зашто да не смеат? Момент. Вие извинувам, смеете се да извинувам, кажете. да. Ќе ви кажам. Сега вие прашувате зашто еден пензионер може да биде советник на Министер на било Да што. членува во на 3-4 комисии, собраниски тоа пример. Да го слушаме, се господин. слушате, па после може да скокнете. Тоа се склучува со договор за дело. Договор на дело. Во овој случај, значи за договор на дело треба двајца, работодавец и лице кој ќе извршува за работните задачи. Во случајот на пазарите не постојат две страни. Ма каде е проблемот? Дали има или нема две Не страни? знам, си Се извинувам. плаќаше. Се извинувам. Постои пензионерот, Да. нема од друга страна кој да склучи договор со него за да се смета тоа као договор на дело. Па сам се Разбирате? плаќа се Со човек. чинот на пријавување, Значи, законот- со чинот на закуп,
него организаторот на пазар го пријавува во УЈП и тој врз основа на тоа плаќа данок. Како што двете страни кои што подпишуваат договор се плаќа данок. Тоа вие го велите. Не, законот го вели сега. Дилемите би ги поставил. Законот за работни односи не дозволува на пензионер да се занимава со дополнителна работа. Како што советодавна функција не е дополнителна работа, членство во управен одбор не е дополнителна работа. Ви кажав, тоа е можно со склучување на договор на дело. Помеѓу двајца работодавец и извршител на организација. И да го работна казниме затоа што тој сам си работодавец, пензионерот, да го казниме. Господи, јас одговарам. Не мислите ли дека да го казниме пензионерот? Ќе имате можност за завршни прашања? Како што треба, тогаш другаче може да постапите. Сметате ли дека треба да се најде согласно законите, така и сме постапиле и сме го... Не точно. Да. Сметате ли дека барем во овој дел, бидејќи има многу големи нелогичности, иако и министерот се повика на тој закон, дека има некаков простор за промени во иднина, бидејќи очигледно е дека ова за што сега дискутираме и кое што не се прифаќа, ќе биде замрзнато. Или вашиот став како министерство останува исто? Ако ме прашате мене лично, ја не сум против пензионерите и другите вработени лица кои што преводуваат, меѓутоа и за вработените во Законот за работни односи е дозволено најмногу до 10 сата неделно и тоа со согласност на претходниот работодавач. Значи, по мене нема никаков проблем. И едните и другите, дури социјалците нека работат. По мене, разбирате. Ама за да се случи ова, треба да следат измени на низа закони. Зошто како министерство не ги предложивте? Што да ги предложиме? Измени во Законот за работни односи, за пензионерите, измени во Законот за социјала, измени во Законот за што? Зошто да не? А зашто да да? Зашто да да? Зашто велите дека би било добро? Видите, Скопски пазар, сега ќе ви кажам, Скопски пазар или организаторите, да не кажам Скопски пазар, ќе кажам организатор. Оставете го Скопски пазар. За Скопски пазар има голема тема и околу условите на пазарите. Ние треба да платиме, не Скопски пазар. Пазарот во Гевгелија е на општината. Ајде, и сега без разлика. Добро, организаторите. Да. Организаторите, ова група на категорија на граѓани не ја третира како социјални случаеви кои што немат, значи пензијата им е ниска и они треба да продаваат на пазарите за дополнителен извор на приходи. Туку ги сметат како изгубени муштери во тезгите, значи као закупци. А заштитете ги вие с големите ги пензиите, господине. Зошто не ги заштитите? Да не излегуваат на пазар с големите ги пензиите. Нема да има пензионери, па нема, ќе се ослободи една тезга. Ќе бега 4000 денари месечно од еден пензионер. Сега прашање е колку такви пензионери има на пазар и тоа треба да се види. Треба да им ги зголемите пензиите, вие ќе седете дома. Да се процени и неговата тежина и последиците. Многу работи треба да се дефинират и тоа мислам дека законот е одличен. Законот е као прво треба да се види колкав е бројот на тезгите. Вашата партија кажува дека не е добар. Ама затоа сте имели затоа и до сега инструменти колкав е бројот на празни тезги. Не го знаете како министерство? Не, тоа треба да каже организаторот на пазарот. Не ние. Па вие имате појдобар механизм. Не сте провериле? Колку ќе искочила на инспекција на терен 15 години уназад. Да прашате ги това. Што тоа? Да, значи сте ни изготвиле даночно решение, баш убаво на темата што разговараме, даночно решение сте ни изготвиле, а мене ме интересира дали може да излезете со податок во последните 15 години како Министерство за економија, колку пати сте направили инспекцијска контрола надвор од Скопски пазар во околината, околу пазарот, што е со нелојалната конкуренција. Како смеете да ни изготвите? Дозволете, ама една од причините на законот, сите тие луѓе што продаваат надвор, тие ќе влезат на пазар. Нема да влезат, тие луѓе ги избркавте надвор. Од
од каде ќе ја санирате вие мојата штета? Јас лично како закупец што сум ја поминала ради вас во претходниот период. Зошто вие претходно? На кого да се обратам за штетата што ми е нанесена како закупец, што сум продавала летоска кога немало, значи напола биле муштериите и уште тие надвор дополнително ми го зимале буџетот, а јас сум морала да ги плаќам повторно вие трошоци. И спрема вас сум била лојална. Дозволете, зошто вие не сте излезле како... Тоа ви за закупна тезга. Немојте ве молам, а овие 800 денари дедеве што сме ги ставале во вашата каса. Зошто вие не сте повикале инспекција да ја отстрани нелојалната конкуренција надвор? И сега сакате дотато да ве наградиме? Вашите лидери. Не бе, господи. Треба да ве казнат. Нема да наградите. Да ве Ова што го казнат правиме треба. не е за добро. Јас да ви кажам. И мене ми е жал. Да ве казнат треба. И мене ми е жал што тројца млади овде. Треба да знаете. Тројца млади не размислувате за вашата иднина. Ние се размислуваме за нашата иднина и се бориме за нашата иднина. А вие ќе бидете казнети за ова. Си гледаме нашата вие според ова што го кажувате. Зашто има работи луѓе што во моментот ова го гледаат. Да ги затвориме тезгите, да излеземе на улица. Ќе добиете казна, тоа бидете сигурни. Зашто ништо не сте сработиле, ништо. Да се дослушаме. Значи, според ова што вие го кажавте, вие сакате и понатаму да останете на пазарите нерегистрирани. Регистрирани сме. И да не што платите ги земате, придонеси. а не работите ништо. Немаме потреба. Ви сакате уште да ви ги зголемиме. Катастрофа. Вие ако мислите дека вака сте регистрирани, зашто вие не плаќате придонеси? Значи, услов за да платите придонеси... ти не можеш да ме наметнеш со сила. Услов за да платите придонеси, треба да сте регистрирани. И ова е тоа. Меѓутоа, ова што го кажувате, испаѓа дека вие сакате и понатаму да продолжите на истиот начин да работите. Па спречете, не платите ни вие место нас. Дали можете вие да не платите? Што вие, као млади, не размислувате за вашата старост. Зошто вие не платите за нас? Ако вие имате, хумана државата спрема нас, нека ни направи, пошто сите ги субвенционираат, им даваат поволности, можности, на сите им даваат поволности, фирми, страни кои ќе дојдат, нека не субвенционира нас, нека не ги плати придонесите да имаме и ние нешто од државата. Зашто ние сме биле лојални, добри, сме работеле и на минус, не бараме ние социјален проблем, не сме за да бараме од државата. Ние плаќаме на државата. И сме работеле за тоа. Да го слушнеме. Како прво, вие сте требале да го читате законот, за да не го поставите ова прашање. Као второ, требаше да ја слушате представничката на комората, за да ви каже дека вие... Секаде пишува ние дека треба да платиме. Таа комора не ја прифаќаме. Каде пишува вие дека треба да... Зашто не дозволувате да... Одговорете ми во која одредба од законот пишува дека вие нешто за нас ќе направите. Вие зборувате сега као на Битпазар. Па ние сме од пазар. Ние сме пазарџи. Па добро, пазар сме, тоа не е работа на нас. Тоа не е работа, ние работиме нашата работа. Ова што сакам да ви кажеме за ваше добро. А јас ве прашувам, ние нашата работа сме ја сработиле. Вие не сте сработиле. Вие ќе платите плаќаме уште да ви платиме. На ниво на 20%. Како што плаќаат сите индивидуални земјоделци. И каква пензија ќе добиеме? Иста како тие што нема да работат, социјално. Добро, како тој што не работи, пензија што ќе на 64 години, така и јас. Тој што не работи не може да оствари право. Добро, ние ќе платиме внатрешно. Тој закон е воведен веќе во разгледување и работел за да добиеш пензија. Ова што сте го напишале, значи да имаат пазарџиите, бидете среќни што пазарџиите немаат собствен адвокат, немаат пари да платат. Инаку ја ве уверувам, значи, И во разговор со вашите, значи, колеги со партици, што ние некни остваривме средба во собранието, тоа мислам дека сте запознаени. Бидете среќни што немаме пари. Инаку, тоа бидете сигурни. Можеме, значи, дури да ве тужиме заради тоа што вие со терминот легитимација и лиценца се поигравте со нашето достоинство. Не пониживте да веруваме во нешто кое што го нема во законот, да ги оставиме своите работни места и да излеземе на улица. Значи, ние имаме легитимација. Тоа е ова. Овде пишува све што треба вие да знаете за нас. Ако ви ставиме слика на овој документ, кај што пишува име, презиме, колку пари сум платила испрема вас, ќе биде еднакво на легитимација. Лиценцата ја уведовте, значи, вие си знаете зошто и од ваши познати причини, што немате доблес, па господин Одолек немаше ни доблес да присуствува, да се соочи со нас, да каже што бараше со тие 60 евра. Плаќавме и сега уште да плаќаме. А што вие со нас? Ние работевме, вие ништо. ништо. Тука со кратка пауза за реклами и потоа завршните согледувања што и како понатаму.
продолжи дебатата и во текот на паузата. При крај сме, така што одиме со завршните констатации. Господине Златко, очигледно е дека ќе има некаков мораториум. Какви се размислувањата во рамките на Министерството во однос на можни измени на оваа регулатива и во која насока би биле тие? Лично не би бил радостен ако има мораториум на законот. Јас сакам тоа да продолжи да се имплементира и доколку се оди кон тоа, собранието би требало да донесе некој акт. Присилен. Како ви да е, и тоа дали да се одложи или... Да, ќе се донесе измени и дополнувања со кои што ќе се одложи. Законот е одличен и ја мислам дека нема потреба воопшто во овој момент да се интервенира. Овој закон е нов закон која третира една материја која до сега воопшто не била третирана и затоа е сватлив овој отпор од страна на сите трговци на зелени пазари, но треба да се даде простор на законот да се имплементира и низ тој простор да се видат добрите и лошите страни на законот, а потоа да се интервенира, а не во самиот старт. Господин Стојановска, колку легитимации или лиценци се издадени до сега? Точната бројка не можам да ви ја кажам, но можам да ви кажам дека поднесуваат. Тоа треба да го кажат на Битпазар, ќе ги степа. Се извинувам. Да, имаме уште 3 минути сите да ги кажете завршните. Можам да ви кажам дека се поднесуваат барања и се изработуваат решенија. Исто така можам да кажам дека дојдоа трговци од зелени пазари кои што поинаку ја сватија, односно ја сватија суштината на законот. Конкретно мене ми се обрати, случајно бев таму, ми се обрати еден од трговците и ме праша дали јас сега ќе имам придонеси и пензија, јас му реков да, и он рече супер. А ти ли ќе му ги платиш, извини? Јас 20 години седам на пазарот и немам ден стаж. Сега би се допаѓа што ќе имам стаж. Тоа е од некоја група. Чуму ви комора без членство? А сега сакам да ви кажам дека мене ми е криво што од оваа дебата овдека произлезе од овие млади луѓе, тројца представници од пазарот, од зелениот пазар, што ја гледаат комората како непријател. Тоа е баш проблем. Непријател. Да, и видете, комората е во согласност со законот работи и ништо не направила на своја. Би имала ли оваа комора при крај сме? Би имала ли оваа комора нешто против за регистрација и на друга комора, бидејќи очигледно дека законот во овој момент и овозможува монополска позиција? Комората ќе ги почитува сите законски одредби кои што ќе ги донесе законодавецот. Значи, комората нема ништо против ни една категорија на граѓани, нити против пензионерите, туку напротив, ќе се залага да, како комора, за правата на сите засегнати категории на граѓани кои што продаваат на зелените пазари. Сакам тоа да го истакна, посебно дека комората не е непријател, туку е напротив пријател на пазарџиите. Видовте некли колку сте пријатели, ќе ви степаа на пазарот, значи баравте поддршка. Мислам, видовте колку сте пријатели. Јас не сум присуствувала, не можам да коментирам. Вие сте жена, значи. Маја, Беким и Неби, кои ќе бидат следните ваши чекори? Се очекува законот да има извесен мораториум, но што е тоа што вие во иднина ќе барате да се смени? Ако не ги слушна нашите барања, повлекување скроз на законот и комората со тие лиценци, ние пак ќе излеземе на улица, сите сега, масовно низ цела Македонија ќе ги повикаме, масовно да излеземе за да протестираме на улица. Ќе ги затвориме пазарите и ќе излеземе на улица. Тоа е нашиот став на сите пазарџи. Што е со она што го нарековте како барање дека барате средствата за придонеси кои што се предвидени со овој закон да бидат субвенционирани? Така, ние ништо не бараме од никого заради тоа што ние сме биле секој пазарџија веќе некаде работел претходно, добил кој отказно решение, значи сам за себе си обезбедува приход и никогаш
Значи постојат луѓе 25 години што работат на пазар. Зборувам во нивното име, ги поздравувам сега, значи во овој момент. Никогаш не побарале ништо од никого. Од 25 години од државата не побарале ништо. Го спомнавме тој момент поради тоа што господата присутни потенцираа дека тие работат во добро за нас. Пак ќе потенцирам. Секој Ако барате и работите во добро со нас, и за наше добро. Повелете, откажете се од вашите удобности. Платете придонес пензиско, платете здравствено, тргнете ги рампите околу пазарите да можеме слободно да дојдеме, слободно да дојдат муштериите да пазарат, не да плаќат 40 денари за паркинг. Платете, субвенционирајте ни го тоалетот што го плаќаме секој ден. Има луѓе, говорам и во нивно име, што имаат притисок по 4 пати одат во тоалет. Субвенционирајте, господа, се. Па дојдете, повелете, ќе седнеме, ќе правиме закон кој што ќе го направиме ние, И да кој што учествуваме и плаќаме пазарџиите. фактури за тезга, а не вие од вашите фотели. Благодарам. Законот нас треба да не праша, па да се изготви, а не седнати на фотеля и закони да пишувате. Очигледно има многу недоразбирања, останува во следните денови да го видиме развојот на ситуацијата, одлуките кои што ќе се носат во парламентот и што се тоа понатаму ќе значи. Ви благодарам на сите за вечерашното гостување. Благодарам на во просторот. ваша страна. Ви благодарам за вниманието. Утре со вас во овој термин е Сања Васич.